Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Денес конечно го разгледуваме предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој по скратена постапка, но престанете да лажете. Изплатете ги субвенциите на тутунарите, изплатете ги субвенциите на земјоделците. Тие се тие кои што ни произведуваат храна и престанете да ги манипулирате. Од овде ве повикувам да престанете да ги манипулирате. Ова ќе се подкрепи и со самото предлог законско решение кое потенцирам, го поддржуваме, бидејќи секое мало поднесување на подобрување на одредени состојби во земјоделството ќе ги поддржиме, но контрадикторни сте во самото предлог законско решение и во програмата која што ја донесовте за исплата на директни плаќања во земјоделството за 2022 година. Имено, почитувани колеги, предвидувате во членот 1 дека ќе вршите авансна исплата на субвенционирањето на субвенциите до 30% за оние корисници и земјоделски стопанства кои што немале одредени аномалии во претходните години и користат континуирано субвенционирање, односно директни плаќања од програмите кои што се носат. Предвидувате 30% намалување, почитувани колеги, не предвидувате 30% авансно исплаќање. Вие ги замајувате со 30% авансно исплаќање, па вие ги држите во костец секогаш производителите и земјоделците со тоа што имате во рака секогаш одредени изговори. Зошто? Еве ќе ви потенцирам, овој предлог на закон има претрпено повеќе од 26 пати измени и дополнување. Зошто? Бидејќи секоја година посегнувате кон измени и дополнување на по еден член од истиот закон и секогаш морате да ја префрлате вината кај некој друг, бидејќи не можете да ги исплатите субвенциите и ги манипулирате. Еве, ова ви е доказ дека во постапка, во моментот на други седници се поднесени дополнителни измени и дополнувања на истиот закон, уште 2 измени. Па дајте усогласите се еднаш. Со една измена да ги опфатиме сите измени и да можат граѓаните, односно корисниците на овие директни плаќања на субвенциите, да можат да бидат најасно што се случува, а не вие потенцирам по 26 пат се изменува овој предлог на закон. А да обвинувате за одолговлекување немате никакво право. Зошто? Бидејќи вашите владини представници не доаѓаат на самата комисија и на пленарните седници за да можат да се разгледуваат овие точки. Зошто? Бидејќи извршната власт е која што ви ги диктира сите постапки и која што ве манипулира во одреден дел и вас, и затоа не можете да се повикате на добра пракса во однос на донесување на овие законски измени. Ви потенцирам, во процедура имате уште 2 измени на овој закон на други седници. Затоа смогнете ли да не вршите парцијални измени и дополнувања и од месец во месец да можете да вршите дополнувања за да одредени категории на земјоделци постојано и континуирано ги држите во рака, а тоа го докажавме бидејќи се залагаме за унитарно заедничко решение на овие измени со предлагањето на интервентниот фонд кој што го намаливте во однос на износот и бидејќи и таму секогаш сакате парцијално да носите закони за секоја појавена криза во било кој сектор од земјоделството. Затоа, почитувани колеги, ве повикувам на разум и да не ги манипулирате оваа категорија на граѓани, бидејќи тие ни обезбедуваат храна. Ова дополнително се потврдува и од конфузијата на одредбите од законот, каде што побаравме и од предлагачите, а секако и од представникот на Министерството, кој што беше присутен на самата комисија, да ни образложи за што станува збор, односно да нема конфузни дискусии и конфузно толкување на одредбите на овој закон. Односно, ве прашав и повторно ќе ве прашам, како предлагачи, дали одредбата со која што предвидувате во членот 4, велите, во членот 4 се вели, во член 98в од ставот 2, процентот 50 се заменува со процент 100%, а во членот 98в во ставот 5 вели процентот на помошта од ставот 2 на овој член се утврдува во програмата за финансиска поддршка во земјоделството. Па од овде ве прашувам, дали зголемувањето од 50% на 100% зголемување на субвенционирањето на така наречената
зелена нафта ќе се применува оваа година или истата ќе се предвидува да се применува од наредната година? Барам конкретно да ми одговорите, за да земјоделците бидат најасно дали оваа година ќе добијат 100% од предвидената поддршка за така наречената зелена нафта. Втора заблуда која што повторно од овде ве прашав и никој не одговоривте, во членот 6 велите одредбите од членот 1 на овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2023. Зошто од 2023, кога во дадениот момент се уште сме на половина од годината каде што земјоделците неопходни им сите овие средства и олеснувања и за оваа година? Зошто да се применуваат од 2023 година? Меѓутоа, ви кажав, вашата цел не е да им ги подобрите условите. Еве ова го докажувате и ако некој од вас имате дополнителни информации, повеќе пати ве повикав и сега повторно ве повикувам. Потенцирајте ми дали во Службен вестник на Република Македонија, број 28 од 2.8.2022 година, со програмата е предвидено намалување на 30% на субвенционирањето на овоштарите и за сточарите. Еве ве замолувам, еден до дали со програмата за 2022 година во просек за 30% се намалуваат субвенциите, односно по околу 12.000 денари за хектар. Дали е точна оваа информација и да ми потврдите врз основа на која анализа и зошто во моменти кога репроматеријалите се зголемени и по 5 пати, односно 500% имаме зголемување на одредени цени на репроматеријалите, зголемувањето на цената на нафтата со 100%, вие ги намалувате субвенциите за овие граѓани и им го одземате она што го планирале да го произведат, односно, еве конкретно, во мерката 1.8, во овоштарство. Ќе ви прочитам само еден дел од она кај што намалувате. Еве за јаболко, конкретно, зборуваме. Ако во 2021 година до 1 хектар биле 41.000 денари, во 2022 година имаме 29.000 денари. Од 1 до 5 хектари било 50.000 денари, а во 2022 година имаме 38.000 денари. За слива и праска сме имале во 2021 година до 1 хектар 36.000 денари, во 2022 24.000 денари. Дали ова е точно и дали оваа програма е помината на влада и таму бил секако и представникот, односно министерот за земјоделие, истиот ја поддржал ова програма, а дополнително излегувате и ги манипулирате дека некој друг ги кочи исплатите на субвенциите и дека некој друг им го одзема она што ги следува. Единствена одговорност и единствено одговорни за ваквата состојба во земјоделството е актуелното мнозинство на чело со владата. Бидејќи вие ја поддржувате владата, а повторно ви потенцирав, на владина седница е донесена ова програма, каде што учествувал и вашиот министер за земјоделие. Потенцирајте, дадете конкретно, ве прашувам по 5 пат, дали е точно дека овие субвенции се намалени, зошто се намалени и дали во наредниот период ќе продолжите со намалување на субвенционирањето на земјоделците, односно на земјоделскиот сектор. Сето ова кое што го зборуваме е во насока на подобрување на условите за работа во земјоделието и поголеми приноси, бидејќи на првата ситуација во која што се најдовме, увидовме дека со фактот дали имаме и поседуваме стокови резерви од нејасните одговори на надлежните, утврдивме дека не располагаме ниту со стоковни резерви за основни продукти. Ние сме аграрна држава каде што можеме да произведуваме многу повеќе. Меѓутоа, со ваквите ваши постапки и со одолговлекување и одлагање да важат од 2023, да важат од 2024 година, нема да постигнете ништо. И уште еден факт, каде што континуирано секоја година го изземаме примената на членови од самиот закон во однос на проверка на тоа дали одредени корисници се должници по одредени основи, и ова ви е манипулација. Зошто? Или конечно го одземајте и оставите како што беше претходно, со пребивање на долговите да можат да бидат исплатени субвенциите на секој оној кој што не е должен или кој што бил должен, со пребивање да може да ги добие своите пари. Меѓутоа,
Управата за јавни приходи ги има сите овие податоци на увид во секој момент, бидејќи откупувачите ги стопираат парите претходно. Ги лажете и манипулирате земјоделците. Ви истече времето. Реплика пратеник од Диме Велковски.